војни функции така натаму постојат во рамките на војната академија. Значи тие сега во овој момент имаат и кадар, имаат услови, имаат и студенти. Тоа дека тој кадар ќе се вработува во некои други институции, што кажа колегата, мислам дека тоа не држи вода, ниту пак некој друг ќе ги загрози вашите позиции во државата, затоа што главно питомците се вработуваат во Министерството за одбрана заради потребите на безбедноста и одбраната на државата. Така што мислам дека овој универзитет само ќе представува еден вид конгломерат на веќе постојните установи кои што постојат во државата, со надодадени уште неколку установи кои што се земени, верувајте, не се измислени, земени се по примерот на Германија, на Чешка, ако сакате и на Соединените американски држави. Значи, зошто е потребен универзитет за национална одбрана, безбедност и мир? Верувајте дека државата требаше овој универзитет да го отвори уште 1991 година, кога се осамостои и кога доби статус на независна држава. Затоа што без загарантирана национална безбедност и сигурност од кадри кои што се високо образовани, кои што се остручени да ја вршат работата на толку исклучително тешки и комплексни задачи, мислам дека Република Македонија не може да одговори на глобалните современите предизвици со кои што се соочуваме секојдневно. Зошто? Затоа што националната сигурност и безбедност денеска не се гледа само од аспект на милитантниот, воениот дел. Дали Македонија има професионална армија? Не, тоа е веќе застарен концепт. Концептот на национална сигурност и безбедност значи дека ние треба да бидеме подготвени со соодветен кадар да одговори на новите предизвици, како што се тероризмот, како што е сајбер сигурност, односно напад врз сајбер сигурност и безбедноста, како што е мигрантската криза, како што се внатрешните ризици, како што се бројни проблеми кои што излегуваат како резултат на современите проблеми во државата. Сурката неколку пати нагласи дека е член на одбор за евалуација и акредитација, претпоставам дека ова дошло из вашиот филтер. Законот не. Законот не може да пројде, затоа што знае кој е подготвувач на закон и кој треба да го донесе закон. А вас како не ви интересира како е возможно да нема при основање на универзитетот финансиска конструкција никаква? Како е возможно некој што не е доктор на науки да биде професор? И она што го спомнавте за приоритетот за вработување, окей, вие имате партнер став за тоа, меѓутоа како е можно, како професор, предходна согласност за кадарот кој што ќе предава на универзитетот да дава министерот за одбор. Мене, например, стварно не ми јасно дека јас треба на крајот на денот да гласам во име на тие што за мене гласат. Ја ништо од ова го немам како податок, а овде воопшто овде е дадено штуро објаснување, значи дадено е 5-6 страни закон, тоа е тоа. Така, добро. Значи вака, Одборот за акредитација и евалуација нема за цел да носи законски решенија, ниту пак да подготвува законски решенија. Ние го видовме целокупниот елаборат за основање на нов универзитет. Верувајте дека тој елаборат беше колку висок. Значи, имам од доле до горе. Значи, елаборат со комплетна елаборатска шема и програма, со студиски програми, со се што е потребно согласно закон, поставено до Одборот за акредитација. Ние тој елаборат комплетно го видовме и ние согласно законот за високо образование имаме право само да дадеме мислење. За разлика од приватните универзитети, каде што ја разгледуваме целиот елаборат, целата програма и даваме решение за одбивање или за прифаќање на акредитација, кај државните универзитети е поинаку. Ние даваме само мислење за тоа дали треба и може да се подготви закон пред основа на кој потоа ќе се елаборира, како што пратеникот елаборира по собраниски комисии и така натаму, дали се потребни или не се потребни такви студии. Значи, Одборот за акредитација и евалуација си ја заврши сосема совесно и честно својата задача, даде мислење, кој беше позитивно, меѓутоа тука завршува врската на Одборот. Во однос на она што го посочивте за тоа дека некои кадри ќе бидат
за времето за кое што се избрани. Настава може да изведува и лица со завршен втор циклус студии, што значи магистратура, или лица со завршени специјалистички студии за командни и штабни должности во армијата. Ова е преземено решение од Законот за војна академија во Законот за новиот универзитет. Добро, сега мора да оставим простор за другите прашања. Ако имаме проблем со тоа да го интегрираме веќе постојниот наставно-научен кадар, кој што постои во војната академија, во протоколната академија, имаме факултет за безбедност, имаме факултет за штабни војни, како се нарекуваат функции. Единствено што можеби ви боде очи, неправниот факултет и медицинскиот факултет. Ќе ви кажам дека во Германија постои универзитет во кој што не само што има таков факултет за општествени и хуманистички науки, туку во него има 19 департмани внатре кои што даваат уште поголема субспециализација. Има бизнес менеджмент, има политички науки, има политичка економија и така натаму. Ако сакаме да исто така има и факултет за војно-медицински науки, значи не е нешто што е паднато од Марс. Ама прашањето не е за Германија, за вас сте однесно. Дали сте за нов универзитет или не сте за нов универзитет? Ама нека одговори конкретно што филозофира и тука за Германија. Да, кратко молам само да одговорите му дали сте против отворањето новите универзитети. Така, тоа е За прашање. мене, искрено како професор, јас немам проблем со бројката. Добро, ви благодарам. Не, само што Браво! Квалитетот на високото образование на Македонија никогаш не бил положен од што е сега. Голема мерка, благодарејќи на ангажманот на власта последниве 7-8 години. И сега сме бомбардирани, јас го чув податокот дека ќе се формира нови универзитети, непосредно пред Нова година и без за препасте. Имаме ли потреба? Посебно од воен универзитет. Имаме ли потреба од факултети кои веќе ги имаме? Скоро се што прочитам дека се најавува дека ќе се отвори, ние веќе го имаме. Или по неколку пати. Така, тоа навистина е необходно, значи тоа навистина ќе предонесе. Понатаму, кој ќе работи на тие факултети? На сегашните факултети, на тие два универзитети кои ги спомнав, од секогаш имаме проблем со кадарот, немаме доволно кадар. Наеднаш Македонија е преплавена со кадар кој има докторски, магистарски титули. Знаеме дека квалитетот на тој кадар, кој магистрираше и докторираше последните години, е далеко од она ниво кое е потребно. Значи, моја проценка е дека немаме доволно сега нити потреба за нови универзитети, многу по-добро е тие универзитети кои ги имаме да ги оснажиме прво со кадар, финансиски многу да подобриме ситуацијата. Ќе спомнам уште еден податок, ние на филозофски факултет одамна немаме купена нека странска книга со години. Книгите јас сам си ги купувам, тие што ми се потребни. Факултетот веќе не учествува во тоа. Тоа е минорен податок, а многу кажува за состојањето на образованието. Значи, апсолутно сум сигурен дека нас не ни се потребни нови факултети, нови универзитети. Нас ни е потребно подобрување на образованието, и тоа драстично, драматично, не квантитативно, не на брза рака направено. Као ќе програмираме, симото дека ќе програмираме нови универзитети и готово наесен почнуваат со работа. Каде тоа би имало? Кој може тоа да го направи? Тоа не може да го направи големите земји. За неколку месеци да стопат универзитет. Со простори, со кадар и така.
училишта и така натаму. Задолжително е пред да се отворят нови универзитети, да се разгледа дали овој буџетот доволно голем, за да можат да се отворат овој буџет, да се отворат новите универзитети, да се изградат студентски домови за луѓето кои што ќе студираат на тие универзитети и како ова ќе влијае на веќе лошиот студентски стандард, веќе лошите студентски домови, веќе некапацитетните библиотеки и така натаму. Много е битно понатаму да напоменавме дали ќе има кој да ги пополни местата на овие нови универзитети. Според Државниот завод за статистика, бројот на редовните средни училишта, бројот на учениците во редовните средни училишта секоја година се намалува се повеќе и повеќе, па во учебната година 2013-2014, во учебната година 2014-2015, бројот на средношколци кои што го завршиле средното образование се намалил за 4,2%. Това е значајна разлика и прашањето многу е битно да напоменаме дека годинава има само 20.000 матуранти кои што се завршат и ќе матурираат. Многу е битно да напоменаме дали отвараме универзитети кои да се отворат или отвараме универзитети затоа што реално државата и младината во државата имаат потреба од универзитети. Ќе има ли кој да ги пополни овие места на новите универзитети? Ова статистика не е така. Понатаму, многу голем проблем е хиперпродукцијата, односно истражување кој што е спроведено на регионално ниво за млади од 15 до 29 години покажува дека неработеноста на младите во Македонија е 54%. За ова постојат поголем број на причини како недоволен број на работни места и несоодветни квалификации што се добиваат при формалното образование. Се поставува прашањето дали треба да се сконцентрираме на веќе постоечките универзитети и нив да ги осposobиме да младите кога да завршат на нив да имаат капацитет и квалитет и да бидат достојни за пазарот на трудот и да отвараме нови универзитети до безкрај, а оваа цифра само ќе расте и ќе расте. Ова се во услови кога бројот на средношколци секоја година постојано се намалува, постои хиперпродукција на кадар, буџетот не е најавен дека ќе се зголеми ниту за финансирање на универзитетите, ниту за изградба како што беше капиталниот буџет што е наполнена. Се поставува прашањето што ќе правиме со новите универзитети, како ќе функционираат тие, како ова ќе опретреди буџетот на останатите универзитети и на останатите факултети. Понатаму, прашањето кое што се поставува постои ли квалитетен и обучен кадар кој ќе работи на овие универзитети? Или е подобро да се финансира во научниот кадар и во професорите, отколку да отвараме нови универзитети за да се задоволи одреден дел од нештото за кое што луѓето ќе се осposobуваат на тие универзитети. Дали е потребно да ги обучиме професорите за да веќе на постоечките факултети тие ги исключуваат студентите, се отворат специализации и така натаму, или ќе продолжиме да конечно да отвараме универзитети. Благодарам.